Општина Виница ја почнува постапката за основање ново јавно предпријатие што ќе се грижи за одржување на јавното осветлување во градот и населените места. Исто така, ќе има и обврска да набавува електрична енергија на регулираниот пазар. Согласност за основање на јавното предпријатие Енерговин даде мнозинството во Советот на општината на последната седница. Градоначалникот Миле Петков, кој е носител на иницијативата, образложувајќи ја оправданоста за новиот правен субјект, нагласи дека се очекува да се обезбеди значително намалување на трошоците за електрична енергија. Според последната сметка за струја што е пристигнала ке нас за месец август, значи тука негде околу 800.000 денара, ако остане у наредниот период таа цена на струјата и на слободен и на регулиран пазар, значи толку испаѓа околу 800.000 денара помалку трошоци за струја, што треба да ја плаќа општината. Што не значи дека нареден месец нема да биде повеќе, или па помалку. Ако падне цената, тоа ќе биде интерес. Ако ние по оваа пресметка треба да плаќаме 400.000 месечно, ако падне цената на струјата, па ќе плаќаме 300, 250.000. Значи тоа ќе биде плюс еден аргумент плюс. Колку пониска цена на струјата, подобро за општината, без разлика што ќе функционира преку јавното предпријатие. А иначе дополнителни трошоци нема да има. Спомна и секретарот, спомна и Александар. Зема се обврска дека мислам дека и сите ќе се согласат, пошто ово се прави за да се заштедат пари, а не за да се ангажират нови луѓе за да земат пари, дека сите ќе се откажат од надоместо кој што ќе иследува законски. Па исто и седиштето ќе биде општината, така да нема некои нови трошоци за грејање и за кирија земање, така да трошоците на тоа јавно предпријатие бидат минимални. Во изминатите месеци, општина Виница за електрична енергија плаќала просечно по околу 400.000 денари месечно. Со покачувањето на цената на струјата, трошоците се искачиле на над 1.200.000 денари. Од ова, околу 80% отпаѓа на јавното осветлување. Во план е јавното предпријатие Енерговин да има помалку од 50 вработени, а според законската регулатива на тој начин ќе може да ја бара влез на регулираниот пазар на струја, со што наместо по 33 денари за киловат час ќе се плаќаат по 7 денари. Статутот и другите правни акти за основање на јавното предпријатие треба да се донесат во максимален период од 4 месеци. Потоа ќе се изготви програма за финансирање и развој, а со општина Виница ќе се склучи посебен договор за меѓусебна соработка. Локалната самоуправа на Зрновци ги привршува подготовките за празничната програма по повод денот на општината Свети Димитри. Годинава програмата ќе трае 4 дена, а во нејзини рамки ќе има повеќе културно-забавни активности. Градоначалникот на Зрновци, Борчо Коцев, истакнува дека веќе е формирано работното тело со членови од локални институции и организации. Тоа во изминатите 10 дена ги дефинирало празничните програмски содржини. Започнуваме на 5 сабота со забава за младите. Во недела е предвидено во 12 часот започнување со дефиле низ централното јадро на село Зрновци, на општина Зрновци, со гости од Босилиград, Благоевград, регионални играорни групи, фолклорен ансамбл Љупчо Сантов, играорна група Зрновци. Паралелно на тоа ќе бидат поставени трпези во паркот и околу плоштадот со традиционални зготвени јадења од страна на домакинките, вклучени членки на здруженија, политички партии и останати домакинки, со кои што ќе се на еден начин предскаже традиционалните јадења во регионот, а и вештините на нашите домакинки. Ќе се организира на плоштад Свети Димитрија играорни групи и оркестри со пејачи, пошто во вечерашните часови веќе има повторно забава за младите со пејачка група Роберт Саздов и популарно панки. Продолжуваме во понеделник со обележување на празникот, така што првично наутро ќе имаме редовна седница, на која што редовна седница ќе се донесат одлуки за преименување на некои од улиците, на наши минати функционери, кои што за жал не се повеќе помеѓу нас. Во 12 часот е за
цртано да се одржи свечената седница на која што ќе бидат поканети и гости од подрачни единици од градот, од општина Кочани. Ќе бидат исто поканети сите учесници на безбедносните сили, припадници на безбедносните сили кои што зеле активно учество во војниот конфликт во 2001 година. Во рамки на празникот за денот на општината планирани се активности на плоштадот во Зрновци, каде ќе биде положено свежо цвеќе на споменикот на Свети Димитрија, а ќе се одржи и базар со раквотворби и традиционални изработки на учениците и децата од детската градинка. Исто така ќе биде отворена и ликовната изложба со делата од првата ликовна колонија по повод празникот. Паралелно на сите овие активности, ние за прв пат организираме турнир во мал фудбал по повод одбележување денот на општината, кој што веќе при крај пријавувањето на екипите, а веќе од понеделник мислам дека ќе започне со негова реализација. Финалето е замислено да се одржи на 8 ноември вечер. Во празничната програма по повод празникот на општина Зрновци предвидено е на 7 и 8 ноември во црквата во Зрновци да се одржат вечерна и утринска литургија во чест на патронот Свети Димитри. Ученици од основните училишта во Кочани, како и од училиштето за сликање и цртање при Центарот за култура Бели Мугри, се наградени на меѓународен ликовен конкурс што се одржува во Народна република Кина. Учеството на конкурсот е во соработка со општина Кочани, избратимениот кинески град Вуши. При тоа, на пригодна свеченост им беа доделени наградите на учениците, чии ликовни творби биле оценети како најдобри. Градоначалникот Љупчо Папазов им честиташе на учениците и порача дека соработката на културен план со Народна република Кина ќе продолжи. Од училиштето за сликање и цртање при Центарот за култура Бели Мугри нагласија дека учеството на меѓународниот ликовен надпревар во Кина не е за прв пат. Како и минатата година, така и оваа година имаме добитници на први места, на значи едно прво место, 6 имаме втори места и имаме односно 6 се трети места и 2 втори места, се извинувам. Значи во Кина учествуваме по втор пат. Се надевам дека во иднина ќе имаме можност во збртимениот град да земеме учество и на само место. Овој пат со испраќање на цртежи, тогаш се надевам дека ќе присуствуваме таму. На вистина е задоволство кој ќе се слушне дека од 53 збратимени градови на тој конкурс во Кина сме и ние, Кочани, и од 25.000 цртежи, значи имаме и први места, и втори места, и трети места, што е за поздрав. Ги поздравувам со овој конкурс сите млади ученици да земат учество и на шестиот, значи оваа година што е распишан ликовен конкурс. Повторно ќе кажам, значи соработката со општина Кочани, која што овој конкурс го процесуира и заедно со мене во координација имаме заслужен успех. Зададената тема на меѓународниот ликовен конкурс во Кина, на која твореа учениците од целиот свет, годинава беше зачувување на планетата Земја. Ликовните творби беа изработени во најразлични сликарски техники, од акрил до акварел. Основното училиште Синиша Стоилов, локалниот младински совет и локалната самоуправа на Зрновци заеднички ја организираат првата ликовна колонија по повод денот на општината 8 ноември. На манифестацијата, што трае 3 дена, учествуваат млади и афирмирани ликовни уметници од Зрновци, Кочани и Виница. Темата на која се инспирираат е општина Зрновци во есен, златен рај на душата. Од училиштето истакнаа дека се горди што им припаднала честа да организираат колонија, што ќе ги анимира младите да се занимаваат со уметност. Ќе учествува и нашето училиште со низа активности во одбележувањето на овој настан. Тука ќе бидат вклучени ученици, наставници и родители. Во овој дел една од таа активност и оваа ликовна колонија која што е организирана во нашето училиште веќе 3 дена. Од среда, овој денеска е последниот ден на кој што учествуваат ученици со нивните наставници, ментори од други училишта. Од училиштето имаме гости од училиштето Никола Карев од Кочани, од училиштето Кирил и Методи од Кочани, од Гоце Делчев од Виница, Славчо Стојменски од Виница, а исто така учествуваат наши поранешни и сегашни ученици
кои што работат на ликовната колонија заедно со нивниот ментор, кој што и организатор впрочем на оваа ликовна колонија, нашата наставничка Сладжана Гаврилова. Целта на ликовната колонија е да се подигне малку културата во општината, а во исто време и да се направи дружба која што со дела се разбира, која што ќе овозможи следната година, како што планираме и јас, и градоначалникот и сите ние уметници имаме желба, оваа колонија да стане традиционална и ова годишната мала, кратка, брза, нели, да стане малку поголема, односно меѓународна. Имам желба да поканам колеги и од Србија, и од Бугарија, и од Македонија, и од други градови. Се работи на платно. Секој од учесниците има најмалку 2, некој има и по 5 платна, зависи од инспирацијата. Првиот ден ни беше прошетка низ самото Зрновци, во кој што беа воодушевени со фотографии и сите тие работи. Акрил на платно, значи техника една од најстандардните и високи техники за во рангон уметностите. Значи и учениците работат акрил на платно, нешто што не секојдневно го работат на часовите. Свој придонес во организацијата на ликовната колонија дава и локалниот совет на младиот Зрновци. Нашето мото пред се е да ги мотивираме младите да земаат учество во културни манифестации, каде што може да се мотивираат таленти и да и се даде подршка. Од локалниот младински совет имаме исто член кој учествува во ликовната колонија, тоа е Марио Дејанов. Ние другите членови сме овде да дадеме подршка, да ги поддржиме младите таленти и да се вклучиме во техничките работи, да помогнеме. Паралелно со оваа манифестација локалниот младински совет зема учество и во спортски манифестации, во хуманитарни акции и во културни манифестации. Паралелно сега ќе организираме и повторно турнир во мал фудбал. Делата од ликовната колонија заеднички ќе бидат представени на изложба. Таа ќе биде отворена в недела на 6 ноември во 12 часот на плоштадот Свети Димитрија во Зрновци. В недела ќе се игра 8-то коло во првенството на третата фудбалска лига Исток, во кое екипата на Осогово ќе гостува на средба со домакинот Карбинци. По минато неделната победа на домашен терен против Рударот Пробиштип, при што рударите беа совладани со 3:0, се очекува жолтосините да ја продолжат низата од успешни настапи и да го задржат првото место на табелата. Сепак, за да се постигне целта, наместо калкулации и предвидување што ќе се случи, потребна е добра игра на терен, што ќе донесе позитивен резултат. Заради тоа, досегашните успеси не треба да залажуваат, туку со ангажираност на сите фудбалери да се освојат бодовите. Екипата на Карбинци е солиден противник и покрај тоа што досега има само 2 победи, 2 нерешени средби и 3 порази, може да направи изненадување. Во моментот Осогово е на првото место на табелата со 19 бода, пред Тиверија која има 16. Во втората фудбалска лига ќе се игра 10-то коло, во кое Виничка Слога 1934 ќе гостува во Тетово против Тетекс. Надпреварот е од голема важност и за двете екипи, посебно за гостинската која веќе неколку кола има негативен биланс и е без освоен бод. Тетовчани имаат само бод повеќе од гостите од Виница, се наоѓаат на предпоследното место на табелата, поради што на овој надпревар гледаат можност да ја остварат третата победа во досегашниот тек на есенскиот дел од првенството. По минато неделниот пораз на домашен терен, виничани останаа без досегашниот шеф на стручниот штаб Даниел Стојановски, кој поднесе оставка. На негово место е назначен Крсте Крстев, кој и претходно го предводеше клубот, а сега повторно ја доби таа шанса.